Жакнина Лазаревска, имате реплика. Благодарам, председателе. Почитувана колешке, јас ќе се задржам конкретно на дополнетиот предлог на закон за инспекторат за употреба на јазиците второ читање. И пред цела македонска јавност ќе кажам дека дури 10 ваши амандмани се имплементирани во новата верзија на овој закон. Дури 10. Само 4 амандмани не се. Во однос на тоа како вие ги донесувавте законите за 3 минути и 30 секунди, ова е, значи, повеќе од потребно да се потенцира пред македонската јавност, дека ниеден закон не сме донесле без да ве сослушаме, без да расправаме, без да имаме некоја амандманска расправа. Дури 10 амандмани, на сите 10 што се прифатени сте подпишани и вие, колешке. А сега за македонската јавност, што всушност овој закон регулира? Целта на овој закон е организирање на ефикасен систем на инспекцијски надзор на спроведување на амандманот 5 од Уставот на Република Северна Македонија, како и на одредбите на Законот за употреба на јазиците на територијата на Република Северна Македонија. Инспекторатот врши инспекцијски надзор над примената на амандман 5. Амандман 5 не е донесен сега, амандманот 5 постои уште од 2001 година. Измената на законот да постои за јазиците, меѓутоа вие констатиравте дека факт е дека закон за јазици постои уште во 2008 година. Нели има потреба од еден ваков закон за инспекцијски надзор кој што ќе врши пред се надзор над примената на законот за употребата на јазиците во постапките пред институциите, надзор над називите и печатите на институциите, надзор над имињата на инфраструктурните објекти и така натаму. Само ќе ве подсетам, ние неодамна го донесовме законот за основно образование. Во него децидно вие ги плашехте учениците дека ќе мора да учат. Членот 9 од стариот закон, сега во член 11 кажува децидно како ќе се учи, што ќе се учи. Вие ги плашевте дека сите ќе треба да го учат албанскиот јазик. Што е таа албанофобија во вашите редови? Исто така, овај инспекцијски надзор е повеќе од потребен. Знаете зошто? За да се види дали со законот кој што го донесовме за основно образование ќе се владееме според она што велиме кога се основно образование како се дава, и ќе цитирам име на едно училиште. Училиштето името на училиштето е напишано на македонски јазик и кирилско писмо. Ако е училиште со мешан карактер, прво е на македонски јазик и кирилско писмо, потоа на јазиците кои што се изучуваат. Точно овај инспекцијски надзор е потребен да констатира дали ние и законите кои што сме ги донесле функционираат во делот на употребата на јазиците. Благодарам. Што треба, а не хаотично. Магдалена Манаскова, контрареплика.